Јас мислам дека тој најпрво кој се зафати со внатрешната политика, чистување со олигархискиот модел на управување. Таа форма да ја веде на минимум, да се фати во битка со олигарсите, бугарските олигарси, нешто слично како што почна принцот Симеон II Сакско-Бурготски во 2001 година пред 25 години. Сега мислам дека таа задача ќе преземе Радев и јас ценам дека тој ќе успее во тоа. Тоа ќе биде внатрешна задача. Со нашата македонска држава мислам дека тој ќе го застапува оној принцип кој што и досега, на пример, беше изјавата на Желесков последната, подпишавте, исполнувајте. Радев ќе биде многу тврд по тоа и мислам дека со него треба да пристапиме во друга димензија политичка, кај што можеме да кажеме, бидејќи ги знаеме бугарските ставови, ние знаеме што вие очекувате од нас, ние можеме да ви кажеме што ние очекуваме од вас. Ние тоа што барате да го исполниме, како македонска држава не можеме, затоа што ќе загрозиме нашата државност, сувереност и независност. Ние не можеме да дозволиме ревизија на македонската историја, туторство на образовниот систем и промена на колективната меморија. Со таков пристап можеме да градиме иднина за прашања кои што водат кон иднина. Минатото нас не сближува. Очигледно наративите бугарскиот и македонскиот не сближуваат и така и ќе остане ако знаеме да изградиме пат кон иднината. Тоа се прави преку економија. Би го разбрал тоа Радев? Апсолутно.